гледачи, добро утро и добро дојдовте во новото издание на емисијата 24 од Сесрце со мене Мартина Проковиќ-Костовска. Во следните 35 минути ќе зборуваме на тема која што знам дека ќе го задржи вашето внимание, затоа што денес зборуваме токму за личност со панични напади. За таа цел со мене во студиото е магистар Милка Ололовска, психолог и психотерапевт. Добро утро, добро дојдовте. Добро утро, добре најдов, поздрав до вас и до гледачите. Драго ми е што ќе зборуваме на една ваква тема каде што ќе може да се едуцираат и да дознаат луѓето кога всушност им се случува оној паничен напад. Па за почеток пред да објасниме теологијата, кажете ми што се всушност панични напади и како може да се дефинираат и како да ги разликуваме? Значи, во основата на паничните напади, како и кога станува збор за анксиозност, доминира стравот. Овде станува збор за еден ирационален страв. Би сакала тоа да го објаснам, затоа што не значи дека човек кој што има панични напади или се чувствува екстремно анксиозен, дека измислува некакви, да речам, симптоми. Напротив, тој чувствува и текако силна количина, многу интензивен страв, меѓутоа, за разлика од, да речеме, рационалниот страв, што е врзан, во случај на пожар или куќе ве брка луто куќе или, да речеме, земјотреси, викаваат, луѓето бегаат во паничен страв. Значи, симптомите многу наликуваат, би рекла и скоро се идентични со личност што има панични напади и кога сме ние животно загрозени. Овде не сме животно загрозени, меѓутоа симптомите се и текако толку интензивни да личност што доживува паничен напад има чувство дека ќе умре во секој момент, во смисол дека ќе добие, да речем, мозочен удар, срцев удар или на крајот на денот ќе се разболи или е болен од такво некое сериозно заболување и она што како трето се јавува и што ја карактеризира паниката или панично растварство или атаките, што и да се користи тоа едно исто, дека на крајот на денот ќе се побудели толку се тие интензивни и неподносливи симптоми. Би сакала да кажам дека разликата меѓу паничните напади и анксиозноста е во тоа што кога човекот се чувствува екстремно анксиозен, има некако континуирана вознемиреност, но таа нема такви осцилации како што се случува во случај на панични напади, кога одеднаш, и така најчесто луѓето и тоа го опишуваат, како од ведро небо, значи никаква конкретна објективна ситуација не го иницира појавувањето на паничниот напад, туку може да е дома, да е релаксиран, да руча, да спие, да биде излезен со пријатели, значи во секоја ситуација без изузеток, одеднаш добива толку многу интензивни пред се телесни манифестации во смисол тахикардија, значи одеднаш добива интензивно срцебиење, потоа вртоглавици, потоа проблем со дишењето, значи како тука да му застанало нешто на грлото, па не може просто, тоа е многу плитко од дишење, хипервентилации, потоа има во пределот на желудникот како пеперутки да му летаат, се јавува тремор или по целото тело или само на екстремитетите, има чувство дека нозете како да му се од гума и дека ако застане не може да стои, просто камоли да чекори. Потоа се јавуваат мачнини, се јавува на чувство на мачнина, се јавува на препотување, значи бледило на лицето и едноставно кога има таков интензивен наплив на симптомите, првото што на човек му паѓа на памет е да побегне, затоа што ние знаеме што стои во основата на стравот. Секојаш кога се чувствуваме исплашени, ние сакаме да побегнеме. Сега, токму тоа што се случува во ситуација кога човек не знае и не е подготвен, а и никогаш не можеме доволно да бидеме на крајот на денот подготвени за еден таков напад, почнува да се јавува чувството на безпомошност и потоа чувството дека ние немаме контрола врз она што ни се случува. Од кога ќе се случи првиот паничен напад, луѓето не го препознаваат, дека станува збор за паничен напад и почнува цел серијал на испитувања соматски во смисол снимања, анализи, вакви и онакви испитувања
се со цел да се види дали има некакви, да речем, некои соматски заболувања, некои атрофии на внатрешните органи, да. И најчесто под претпоставка нели дека нема друго заболување што нема врска со паничните напади, се констатира дека човекот соматски е здрав. Меѓутоа многу тешко некако се восприема дека навистина ние сме здрави, а ги имаме сите овие симптоми. Во почеток, да речем, семејството знае да даде поддршка и се многу активни во смисол да му помогнат на човекот што се соочува со ваква мака, меѓутоа подоцна мислат дека тој не сака, еве ти ги ваква е приказната, ги направивме сите испитувања, ти ништо не сакаш да направиш, ова да го спречиш. Значи, ова е апел до семејствата кај што имаат луѓе што имаат панични атаки, нека ова не е чин на лична волја, односно личен избор, сега немам што да правам, па измислувам дека имам панични напади. Понекогаш и за, како и за други, да речем, невротични заболувања, и за паничните напади може да стои некоја секундарна добивка, али мал е процентот на луѓе што навистина ќе се подложат да имат постојани панични напади заради, еве, да привлечат внимание на семејството или да речем да отсуствуваат на работа или да не се активни во оние секојдневни домашни работи. Во повеќето случаи, во најголем процент на случаи, луѓето навистина сакат да се ослободат од ова, меѓутоа многу е тешко. Тешко е затоа што во нашата свест стои сознанието дека ние сме болни само ако чувствуваме некои физички тегоби, така да веќе кога го користам терминот болни, би сакала да кажам дека дури не се ни болни. Паничните атаки се сврстуваат некаде меѓу ментално здрави луѓе и оние што се невротично болни. Значи, овие психозите ги оставам, душевните болести скроз на страна. Така да, ако ги имаат овие симптоми, а е констатирано дека не станува збор за органско заболување, јас апелирам што е можно поблаговремено да се побара стручна психолошка помош, затоа што денеска праксата покажува дека со користење на соодветни, да речем, психотерапевски техники и начини постојат да му се помогне на личноста на тој пат да го изводи, да речем, што е можно поуспешно, па на крајот и да се санира. Се во екстремни случаи, кога тоа се постојани по неколку пати во денот и интензивни, траат со години, некога се интервенира и со фармаколошки средства во смислов на антидепресиви и седативи, и тоа е во доменот на психијатријата. Јас можам да зборувам од аспект на психотерапевскиот пристап, односно третирање на паничните напади. Сега, што се однесува до ова е исто така важно. Важно е да луѓето сватат дека од стравот не може да избегаат, а да се прават посилни од стравот или да му дават значење. Во двата случаи имаат погрешен пристап, затоа што со стравот мора да се соочи. Кога тогаш, ако сака да ја санира паниката, со стравот мора да се соочи. Тука е важно во контекст на ова што го зборувам да знаат луѓето дека во основа кога почнат тие интензивни телесни манифестации, тоа станува збор за едно хиперактивирање на вегетативниот автономен нервен систем, кој има дел наречен симпатикус и другиот дел е парасимпатикус, браво, токму така. Симпатикусот прави таа инерција на исклучително, да речам, мускулите стануваат активни, надбубрежната жлеза станува, па нели се лачи повеќе адреналин, па целото тело е возбудено и така и вознемирено, да не ги замарам луѓето. Сега онај момент кога ќе се постигне лимитот, односно врвот во делувањето на симпатикусот, добива парасимпатикусот директива да се активира. Доколку би се издржал, а станува збор, значи, за неколку минутки да се активира парасимпатикусот, ќе се воспостави природно рамнотежа. Меѓутоа, луѓето кои ќе ги почувствуваат, просто не сакам некоја споредба, како да се дезориентирани и не знаат што да направат. Сега, покрај ова што јас ги наведов
овие, да речем, физички симптоми, имаме и една промена во однос на личноста, кога човекот доживее повеќе панични напади, веќе се менува неговиот и профил, би рекла, дури се менува и начинот на живење, во смисол почнува емотивно да се повлекува, постојано окупиран со тоа дали ќе му се случи паничен напад, а тој тоа не може да го спречи и не може да го контролира. Потоа се јавуваат промени во смисол драстично опаѓа неговата самодоверба, сликата за себе, се чувствува дека станува зависен, во смисол се врзува за некоја личност. Тоа најчисто е од потесното семејство, личност во кој што има доверба, па ако треба некаде да се оди, ако таа личност не е со него или ако треба да се остане дома сам, не останува сам и така натаму. Страда социјалниот живот, затоа што многу се редуцира тие посети, дружење со пријатели, просто се стравува дополнително дека ќе падне и дека тоа ќе биде брука, ќе падне во несвест, дека ќе биде брука тоа, дека можда ќе ја смена сликата што имат за него, па ќе го сметат дека е тој чудак, или ако добие паничен напад, сите ќе се чудат што се случува, дека тој или таа станала луда, или, например, нема да побарат медицинска помош, да го однесат на лекар и така натаму. И некако домо станува една асоциација за чувство на сигурност, што кога станува збор за панични напади, несигурноста доминира, односно сигурноста драстично опаѓа. Сега, ова е многу широка тема, али многу од работиве треба да се акцентираат. Само на кратко ќе кажам дека кога веќе се интензивираат паничните напади, во клиничката слика доаѓа еден цел пакет, во смисол на депресивно расположение, социјална фобија, сексуална фобија, агорафобија и така натаму, да некогаш просто не се знае на што да се стави акцентот. Меѓутоа, би сакала да не смета дека ако болеле од панични напади, дека се болни и од депресија, хипохондрија и така натаму, уствари тоа се придружни, секундарни појави, што и сами по себе се тешки за доживување. Тука ќе направиме една кратка пауза, бидејќи веќе сме на самата половина од емисијата, да ги погледнеме рекламите, потоа се враќаме назад во студиото, каде што ќе бидат уклучени телефонските линии и секако ќе можете да се јавите вие, драги гледачи, да поставите можеби некое прашање кое што е поврзано со темата или пак да дадете некое ваше искуство доколку сте биле во некоја ваква слична ситуација. Имате суви и црвени очи, ве печат очите, носите леки, очите често ви се воспалуваат. Имаме решение. Капките Макулин Фреш на Diet Farm, иновативен производ со врвен квалитет, нежно ги навлажнуваат очите и облажуваат иритацијата. На вашите очи им е потребна најдобрата нега. Капки Макулин Фреш на Diet Farm, бидејќи телото го препознава најдоброто. Чипс Мастер. Пробај и смени го твојот свет.
Цел 1 е идеално решение за масна кожа, акне и мозолчиња, 100% од Швајцарија. Цел 1 формулата со екстракт од гел од полжав отстранува брчки, акни, лузни, стрии по породување и старечки пеги. Ги обновува клетките и го враќа чувството на мазна и затегната кожа. Природната состојка алантоин, со која се регенерира кукичката на полжавот, го обновува и подмладува изгледот. Дозволете си себе си совршен изглед. Цел 1 од сега во BT аптеките и сите други аптеки и веледрогерии. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Лично со панични напади е темата на која што денеска зборуваме во 24 од сестрите со магистар Милка Ололовска, психолог и психотерапевт. Како што веќе знаете, отклучени се двете телефонски линии, можете да не контактирате на 0260 91 924, 0260 91 925, да поставите можеби некое прашање кое што е поврзано со темата, или како што споменав и пред малку, да дадете некое ваше лично искуство доколку сте имале некоја ваква ситуација. Доколку сакате лично пак да се видите со нашата денешна соговорничка, незе можете да исконтактирате на 070 585 033, значи 070 585 033 и буквално да се информирате лично со неа за се што ве интересира. Милка, кога зборуваме за панични напади, рековте дека тие се непредвидливи, дека не знае личноста кога ќе им се случи и поради тоа и се повлекуваат во себе, нели им се менува целиот социјален живот, карактерот на човекот се менува и буквално сакаат да најдат некој прибежиште кај најблиските луѓе. Меѓутоа, сепак мора да постои некоја причина зашто им се случува тоа и кога првпат, откако првпат ќе им се случи, зашто потоа постојано им се повторува. Значи, прашањето ми е дали постојат некои конкретни причини или пак се уште е непознато зашто се случуваат овие панични напади? Како и за други, да речем, психолошки проблеми, немаме конкретно етиолошки фактор. И тој да треба да биде акцентира. Станува збор, да речем, за некакви интрапсихички конфликти, најверојатно, и станува збор за хиперсензитивни, пречувствителни личности. Они личности што се на срце си ставаат, потоа да речем некакви промени други што се случуваат во смисол на некои на невролошкиот систем, мислам, или станува збор за некакви стресори, изложеност на стресори во смисол, да речеме, развод, смрт на некој близок од семејството, тоа се исклучително стресни, да речем, моменти во животот, преселување, губење на работно место, женење, напуштање, мажење на децата и напуштање на домо, цела една таа долга, да речам, листа на стресори што може да влијаат во појавата на паничните атаки, меѓутоа немаме конкретно дефиниран и исклучително еден диференциран етиолошки фактор. Така да е и пристапот, еве јас да речеме конкретно, кога ќе дојдат во моето психолошко советувалиште, најчесто ги прашувам дали некој настан предходил пред појавата на првиот паничен напад. Ретко може да речем да конкретизираат, нешто викаат ништо посебно не се случуваше и знаете како кога ќе се случи еден паничен напад почнува следната приказна. Зошто се јавува нареден паничен напад? Затоа што самата личност го условува настанувањето на идните панични напади во смисол што се менува неговиот начин на размислување, почнуваат ирационалните мисли и убедувања да доминира. Тоа е она приказна што ако, значи човек може буквално да седи дома, да направи на слика дека ако излезе од дома дека ќе падне, дека не може да
стане, дека има вртоглавица, нема да може да диши и така натаму, а пошто нели ние тоа го зборуваме било во себе како монолог или вербално го вербализираме, фактички ние се доведуваме во ситуација да нашето тело почнува нели да станува вознемирено, затоа што правиме една слика дека навистина тоа ни се случува, па човек просто може да седи дома, а да доживее паничен напад. И секогаш почнува приказната што ако, значи сите негови мисли се што ако. И што ако најчесто се сведува, сигурно ќе добиам паничен напад ако се качам во автобус или возам кола самиот и нема кој како совозач и сопатник, или ако одам во трговски центар, или ако одам во театар, кино, простори што се затворени, во смисол нема да можам да избегам, се избегнуваат и тие друштва затоа што ако во друштвото ми се случи паничен напад, како тоа другите ќе го прифатат и каков став ќе имат спрема мене, така да самата личност веќе наредните, да речам, панични напади што се случуваат, тие ги акцентираат нивното појавување со тие катастрофални слики што ги прават самите за себе. Така да кога работиме со нив, пред се, значи, мора пристапот да биде од сите аспекти опфатен, меѓутоа мора да го научиме како да ги препознава овие ирационални мисли што го водат во паничен напад и како да го спречува нивното понатамошно, да речам, подосна ќе станува збор за тоа, веќе влегувам во доменот на техниките. Меѓутоа, оно што е многу важно е дека кога почнува да чувствуваат првите симптоми што ќе наговестат дека ќе се случи паничен напад, да научат длабоко, односно стомашно да дишуваат и издишуваат, така се шири нели диафрагмата и има повеќе дотор на кислород. Многу е важно и тоа стално им го повторувам на луѓето дека никој, апсолутно никој, значи тоа не е само теориско сознание, станува збор за практично искуство. И не е тоа искуство врзано за Македонија, зборувам на светско ниво, нека под предпоставка акцентот е дека не боледува од друго заболување, значи никој од паничен напад ниту умрел, ниту се разболил, ниту пак да речам ќе се побудали. И голема е разликата меѓу симптомите се непријатни, тоа е многу важно едноставно да им влезе во главата на луѓето дека да, непријатни се и тоа никој не го негира. Меѓутоа непријатност и неподносливост се два различни не само термини, него суштествено се различни. Но луѓето тоа го третираат како неподносливо и затоа нели почнува таа социјална изолација и промена во целокупното живење на самата личност затоа што станува зависна. И постојано окупиран, значи имате една таква интроспекција, посматрање, секој, да речем, остапување, постојано мерење пулсот, почнува гледам, се гушам. Значи, буквално ни се обседнуваат со оваа ситуација. 24 сати спијат, функционираат преку денот, меѓутоа се окупирани со тоа во исчекување, во тоа страшливо исчекување. Да не им се случи. Да не им се случи и најчесто тие го иницира појавувањето на цела подосна серија на панични атаки. Кога ќе се случи паничниот напад, после се јавува една состојба што ние викаме слободно лебдечки страв, страшливо исчекување, што сами по себе се, да речам, застрашувачки, тие заволјане вистината се почесто присутни кај анксиозноста, но ги има и кај паничните напади. Значи, во работата со човек што страда од панични атаки, мора пред се да му се смени сликата што ја има, да научи како да го спречи тој мисловен ток што ќе го доведе до да се ослободи всушност од тие негативни мисли. Па тоа е и најтешкиот проблем. Ако тој ги нема тие ирационални мисли, нема да му се случи паничен напад. Затоа еве јас
кој една од методите, односно техниките што дава ефект, е да се прекине тој мисловен ток на ирационални мисли, приказната нели стално што ако, и место тоа е да речеме да брои во просторијата колку има предмети со бела боја, или да земе некоја интелектуална работа да ја прави во смисол да решава крстозбор или да брои од 100 наназад. Така да ги насочи мислите кон нешто друго. Да насочи мислите кон друго, али тоа друго не сме да има емотивен набој во себе. Да речеме, клупата е црвена, автобусот е на градски, дрвото е зелено, било што, тоа е доволно да настане прекин на тој, да речем, таа буица од ирационални мисли, што најчесто ќе го доведе до паничен напад. Покрај ова, во третманот на паничните атаки се применуваат и многу други техники, али акцентот се става на абдоменалното дишење. Значи, ако човек ја стави раката испод папокот, без притисок, и треба да вдиши длабоко, градниот кош по можност да остане, да речам, во статичен да биде, но стомакот да оди напред. Така, на диафрагма да диши. Да, така. Да диши стомачно, не на диафрагма. Значи, раката оди напред, кога се вдишува, ако му е тешко, не мора да го задржува воздухот, да речеме број 1, 2, 3, 4, 5, ако не може до 5 и до 4, и после да издиши преку нос. Тоа е важно. Значи, може да вдиши преку уста и преку нос, но да издиши преку нос. Треба, тогаш нели кога издишуваме, стомакот оди назад. А работа е на вежба, може да се научи ова, да речам, стомачно дишење, потоа она прогресивна мускулна релаксација, но она што ние најчесто како психотерапевти го применуваме е комбинација меѓу, да речам, бихевиоралните техники, техниките со кои што се трудиме да дојдеме во тоа што е основата, дали станува збор за интрапсихички конфликти меѓу подсвеста и внатрешниот критичар, што кај овие луѓе и како е, да речам, нагласен строг. Од друга страна, мораме да го зголемиме нивото на нивната самодоверба, затоа што без самодоверба тешко дека ќе се справат со сите овие тегоби. Мора, кога веќе пристапат и почне психотерапевскиот процес, мора да се извршуваат така наречените домашни задачи што им се даваат, односно мора да се биде истраен. Најчесто од пракса кажувам, да речеме, ќе има подобрување. Тоа е, пред се станува збор за една катарза, едно растеретување, и човекот веќе ќе вика, еве, најдов решение. Меѓутоа, со една-две сеанси, само може чисто веќе стекнува доверба во некоја личност, дека таа личност ќе му помогне и се растеретува. Се чувствува посигурен, побезбеден, меѓутоа после тоа знаат да се повторно појават паничните напади. Тоа не е ништо страшно, затоа што фактички тие биле како забетонирани во самата личност и сега ние сме направиле некако, така фигуративно кажано, тектонско пореметување. Сега е така да тие лесно не се откажуваат, уште сакаат да доминираат и да владеат со личноста, но полека, чекор по чекор, личноста учи како да се справи со паничните напади. Битно е да свата дека станува збор за лична емоција, страв, кој што иако е ирационален, треба да научат како едноставно со него да излезат на крај. Затоа што ако бегаме, нели, кај можеме да избегаме? Да, не може да се победи. Визијата што е правата е дека човекот е како една мравка, а стравот, тој ирационален страв, односно паниката е како еден слон огромен и галопира. Каде и да се сврта, дека ги следи како собствена сенка. Или ако се прават храбри во смисол каков паничен напад, каков страв, исто тоа е неполезна, да речам, техника, значи треба му кажат добро, во смисол како да му се обраќат на личност, ја знам дека си тука, воопшто не си ми пријатен, ама јас со тебе сега знам како да се справам. И тогаш нели почнува да се преименуваат соодветните техники, да речеме, прво ако станува збор за бихевиорална, ги учиме како да направат чекорејеве, да почнат да излегуваат, тоа прво се прави таа
десензибилизација во мислите, па потоа тоа практично се прави, па нели работиме како што реков со конкретни техники вежби на зголемување на нивото на самодоверба, на промена на личната слика, го мотивираме во неговите обиди и се трудиме да го намалиме неговиот внатрешен критичар, што е премногу ригиден и строг. Така. Кога најчесто всушност се обраќаат луѓето, дали чекаат на да имат на некој начин во последен момент, затоа што претпоставам дека после првиот или вториот паничен напад никако го занемаруваат, па си велат ништо нема да ми се повтори, или пак навистина кога веќе немаат избори, кога не знаат што да прават, дали тогаш се обраќаат кај психолог? Токму така, значи кога веќе зачесто толку многу паничните напади, а лекарите што третираат соматската медицина вика нема што да ти правам, ти си здрав. Меѓутоа, тогаш се бара, нажалост, често веќе се воспоставило паничното расстройство. Има луѓе што години се борат со паниката, а подоцна барат, да речем, стручна психолошка помош, се обидуваат на различни начини, од биоенергии, јоги, медитации, сите тие може да дадат помош. Меѓутоа, таа помош е секундарна, да не зборам за луѓето што се со гатања, тие враќање и така натаму, тоа не станува збор. Меѓутоа, велам, колку по-интервентно побара стручна психолошка помош, толку е подобро. Толку е подобро, апсолутно. Побрзо се санира самата паника, меѓутоа никогаш не е досна да се побара помош. Значи, ако лекарот каже, односно лекарите, докторите кажат дека вие сте соматски здрави, а ги имате овие текови што претходно ги споменав, мора да си побарате стручна психолошка помош, затоа што страдате не само вие, туку и целото ваше семејство. Така. Ние сме скоро пред самиот крај од емисијата 24 од сестрите. Тука само би сакала да ги споменам утрешната едукација. Кажете ми зашто конкретно ќе биде оваа едукација и каде ќе се одржи? Станува збор за расчистување со емотивните рани од минатото. Добро. Ке се одржи во Ѓорче Петров, еве на телефонот што го спомнавте, од 18:30 до 20:30, меѓутоа за информации врзани за самата едукативна работилница, како за ова, така и за идните, нека се јават на телефонот, или што вие го спомнавте, или ако имат потреба да побарат индивидуална психолошка помош, не мора само за паниките, и за друго, нели? Ние работиме сега и едукативни работилници и индивидуално психолошко советување, кое што може да се врши и преку Skype, доколку станува збор за луѓе што не живеат во Скопје. Така. Ја уште ќе го споменам телефонот на кој што ќе може да ви сконтактира, доколку сакаат да се информираат нешто повеќе за едукациите и за оние психолошки терапии кои што вие ги нудите. Телефонскиот број 070 585 033, значи 070 585 033. Милка, тука би сакала да ви се заблагодарам, веќе сме на самиот крај од емисијата, времето брзо лета. Би сакала да ви се заблагодарам што прифативте да бидете дел од нашата емисија. Секогаш ме е задоволство да зборувам со вас. Темите се секогаш интересни и секако и едукативни, каде што ќе можат луѓето да ги препознаат оние симптоми кои што можеби им се случуваат, па и навреме да побараат психолошка помош доколку е тоа потребно. Ви благодарам. Благодарам, Мартина, ми беше и задоволство и чест. А вие, драги гледачи, останете со програмата на телевизија 24 Вести, следуваат вестите од Македонија и од светот точно во 10 часот. Емисијата 24 од сестрите гледате повторно утре во истото време. До гледање.